Денеска нагостини се ученици од гимназијата Добри Даскалов Кавадарци, овдека во утро, со кој ќе поразговараме за еден голем настан кој се случи во општина Кавадарци, а повеќе детали ќе ни кажат учениците. Здраво, добре ни дојдовте во утро. Јас сум сигурна дека удобно се сместивте и се чувствувате добро. Да, супер. Ви благодарам пред се на поканата. Моето име е Александар Стојков, ученик сум во гимназијата Добри Даскалов, во стручниот смер правен техничар и сум 4-та година. Така, а вие? Јас сум Рисе Стојанов, исто ученик во гимназијата Добри Даскалов. Сум 4-та година и јас сум економски правен техничар. И привремено одиме во театар, аматерски актери, млади. Супер. Одлично. Значи амбициозни деца кои сакате да се изградувате како личности овдека во Кавадарци во нашата држава. Ајде малце повеќе да ми кажете за настанот што се случи овдека, бидејќи сепак беше настан кој за прв пат се случува во општина Кавадарци. Имаме среќа што бевме домаќини на 20-тото образовно рандеву МАСУМ. МАСУМ е надпревар од карактер на стручни школи. Значи само стручните школи имаат право да учествуваат на овој надпревар и има многу различни дисциплини, од сами штандови кои беа изложени во спортската сала Јасмин до најдобра поетска творба, најдобар јавен говорник, имавме и модна ревија, тоа е прв пат се случува оваа година, бидејќи јубилеен 20-ти надпревар. Исто така имавме нова дисциплина, кратко видео, се вика дисциплината, односно рил, кажано по сленг. Така, имав и информации дека имавте и некоја представа? Да, имавме представа, тоа беше представата Татковиот дом. Беше основана на неколку дела на авторот Горан Стефановски и со неа освоивме исто награда, втора најдобра драмска представа. Така, вие како смер се представивте со драмскиот дел, претпоставувам? Се представивме со драмскиот дел и со во дисциплината кратко видео, во кое што исто освоивме втора награда, а јас лично како поединец се представив и во поетската творба и во јавното говорништво. Какво беше искуството? Прв пат ли сте дел од еден ваков настан како ученици во гимназијата Добри Даскалов или пак можеби сте учествували и претходно? Не сме прв пат дел од ова образовно рандеву. Исто така сме учествували и на други надпревари, но сепак за нас МАСУМ е еден од поважните надпревари, бидејќи сепак е само за стручните образованија. И сме учествувале до сега и во други надпревари, во други проекти, но оваа година прв пат се закитуваме со волку голем број на награди. Така. Со што се представи? Јас бев пријавен на неколку категории, се надпреварува во најдобра театарска представа, бев во исто така поезија и во кратко видео. Исто така и минатата година се надпреварувавме на овој надпревар и минатата година освоивме прво место со филмот Роза на асфалтот, тогаш беше краток филм, сега таа категорија ја преместија во кратко видео или рил. И интересно искуство, само минатата година не учествувавме, не бевме присутни на настанот, бевме во Италија на екскурзија, но сепак прва награда си е прва награда. Да, ама сепак не бевте присутни, меѓутоа учеството ви беше загарантирано на самиот надпревар. Колку време ви требаше да се подготвите за сето ова? Па, колку време ни требаше? Помалку од месец дена, некои си 2,5-3 недели, но веќе сме уиграна екипа, знаеме кој како реагира. Професорката не знае дека за време можеме да подготвиме нешто многу добро, исто да и се заблагодариме на професорката Васка Петкова, која што немако трпно работи со нас. Таа одложи некои си важни обврски поради нас за да се подготвиме и во наша чест, бидејќи сме 4-та година и од година че не можеме да учествуваме на овој надпревар. Така. Каде се пронаоѓате како идни, да речам, во правото стручни лица со средно образование, бидејќи сте на повеќе полиња активни, дали ќе продолжиме со правото или можеби ќе менуваме нешто? Па вака, и двајцата имаме желба да просперираме во уметноста.
односно во драмата, во театарот. Тоа е нашата пасија едноставно и со тоа сакаме да се занимаваме натаму во животот. А мислам дека средното стручно образование го запишавме само затоа што немаше средно актерско училиште Овдека во Кавадарци, така? Не само во Кавадарци, општо во Македонија. Така? Добро, и сега сакате да одите на драмски. Да. Да. Сакаме да се обидеме таму. Имаме голема амбиција, голема желба за тоа. Не влече сцената, знаете, не се бадија да кажеме зборовите, тоа се штици кои живот значат. Точно така, меѓутоа дали освен во училиштето сте пробале еве во аматерските театри некаде? Да, еве баш синоќа ја дадовме нашата последна премиера со оваа екипа со која што работевме веќе добра година, една година. Тоа беше премиерата Пепелашка, вечер имаме пак представа, прва реприза на представата Пепелашка. Инаку интересен факт, заедно со Ристе работиме од 7-мо оделение. Да. Првата наша представа ја изигравме од 7-мо оделение и до ден денес, односно синоќашната представа беше наша 13-та представа, ако не се лажам. Браво. Да. Тоа значи дека полека но сигурно веќе сте уходени во тоа што значи да се биде еден актер. Образованието ќе ви биде дополнително, да речам, надоградба за сето тоа што сакате во иднина да бидете и да ве гледаме како успешни актери. Ете, од правото одиме во актерството, меѓутоа сепак мило ми е што ете како млади личности сте креативци и што сакате напредувате и понатаму. Ова го зборувам заради тоа што сте 4-та година. Образованието е и tekako многу важно. Така да и не само да го завршите, туку и да бидете срекни со тоа што го работите, тоа е најбитната работа, затоа што ако одите со песна на работа, тоа значи дека ќе бидете успешни во вашата работа. А ако одите колку ради реда, сигурно дека не би биле успешни. Што ќе им препорачате еве на младите генерации кои доаѓаат после вас и ќе продолжат да учат во гимназијата Добри Даскалов? Пред се, јас би им препорачал дека учествувањето во секој проект, било каков проект и да е, не е важно дали се спрема театарска представа, ораторство, дали се спрема дебата или се спрема размена на средношколци од Еразмус, би им препорачал да учествуваат. Бидејќи преку овие проекти стекнуваме многу нови пријателства, остануваат спомени зад нас и стекнувате нови вештини. Стекнуваме нови вештини, едноставно останува во нас нешто кое е непроценливо и не може да се купи ниту со една пара. Така. Ви благодарам што одвоивте време денеска да бидете мои гости. Тука не завршуваме со учениците од гимназијата Добри Даскалов, ќе имаме уште гости. Продолжуваме понатаму со утро, како што ви кажав, денеска студиото ни е полно со гости. Еве уште двајца ученици од Средното општинско училиште Добри Даскалов овдека во утро. Добро утро и за вас. Добре ни дојдовте. Како се чувствувате во КТВ телевизија? Прекрасно. Одлично, прекрасно. Така, и вие бевте дел од настанот кој се случуваше минативе денови во Кавадарци, траеше 2-3 дена, уживавте во сета таа организација, бевте дел од организација. Ајде да ни се представите кој сте, во кој, односно се знае која школа е, меѓутоа во кој смер учите и како се представивте и колку сте задоволни од тоа што го направивте. Првен, моето име е Васил Трајков, учам во гимназија Добри Даскалов тука во Кавадарци. Во смер, економски смер сум, економски правен и техничар. Учествував на вие надпревар масум, тоа е само за стручните средни училишта од Кавадарци, каде што има повеќе категории, од преку 18 категории. Оваа година беше Кавадарци, го гостуваше тој надпревар, како за 20 годишнина за масум. Јас лично учествував на категорија драмска представа. Ми беше прв јавен настан и сум многу задоволен, стекнав многу искуство. Немам повеќе што да кажам, едно извонредно искуство. Така, кој те спремаше? Ме спремаше професорката Васка Петкова, морам да пофалам неа и за сите аплаузи се за неа. Ми беше искрено многу страв пред да глумам, она ми помогна да го надминам тие страв, да испаднам на јавна сцена.
да го покажам тоа што го знам, тоа што го научив. Представата спремаме прилика 9 дена, напорно за време на Великден и стварно сметам дека како и јас, така и другите да диме нешто повеќе на сцената од нас, 100% и плюс да диме оставиме на сцената за да се памте по-долго време. Така, тешко ли беше тоа сето да се изведе? Па не е лесно, морам да признавам, али е извонредно. Без зборови сум кога зборувам на таа тема. Премногу сум среќен, премногу сум задоволен и ми отвара некои полиња во животот. Плюс. Така, сега си 3-та година, каде ќе продолжиме после 4-та? После 4-та уште се мислам, ако глумаме ве уште во други представи и ако имам доволно желба, би продолжил со драмска школа. Така, би продолжил по-професионално, значи да го изучуваш сето тоа на драмскиот факултет, Да, предпоставувам. Се надевам дека тоа ќе биде овдека во Македонија, нема да одите во странство. Ќе видиме, има време. Така, ајде сега ти убаво девојче да ни се представиш. Добар ден, јас сум Цветанка Ристовска, исто така ученик во гимназија Добри Даскалов, но јас сум гимназиски смер, природно-математичко подраčje, значи не сум стручно. Така Да. и затоа имаше ограничувања во имав твоето учество во ограничување. надпреварот. Да. Како се представи ти, како успеа да влезеш во целата таа организација без стручно образование? Па вака, ние што не бевме стручно, имавме можност да помагаме позади сцена, нели во техничкиот дел на спремањето на сите представи и целиот настан, но учествува во краткото видео Рил, кое го наградија со 2-ро место. Да, во представата помагавме нели технички и во другите настани исто така имаше многу волонтери нели од кавадарци, од нашата гимназија, од останатите училишта. Исто така учествував на хуманитарното ораторство, кој го посветивме на нашите девојчиња Теа и Бела. Собравме доволно средства, мислам доволно. Собравме многу средства за да Можеш слободно да кажеш и колку се, не е никаков проблем. собравме околу, мислам дека беа 2000 евра, ако не се лажам. Таа ги поделивме на двете, се надевам дека тоа помогна како малку од придонес, малку. точно така. И чувството после тој настан беше прекрасно затоа што успеавме да помогнеме на млади деца, на живот. Така, и мислам дека тоа треба и како пракса да се Да, практикува кај дефинитивно. младите, све што правите да го правите со ентузијазам, со хуманост, затоа што навистина чувството е убаво, меѓутоа и навистина од ништо може да се направи нешто, како велат една птица не прави пролет, меѓутоа Дефинитивно. кога ќе бидат повеќе птици, тогаш се случуваат магични нешта. Да. Магични нешта. Каде би продолжила со твоето образование понатаму? Па, моето образование уште не сум сигурна, но се мислам помеѓу две нешта, тоа е медицина и финки, односно програмирање. Малку е Така, малку тие две гранки Да. ти одат некако по желба и се пронаоѓаш таму. Многу е важно да, нели, се пронајдете онаму каде што сакате да бидете среќни со тоа што го работите, а не да се рече кукура дири да одиме на работа. Затоа што кога си среќен и одиш со песна на работа, тогаш и го сакаш тоа, тогаш успесите се многу поголеми. Да. Така да продолжувате и понатаму да градите, значи, иднина овдека, меѓутоа продолжувате и да се надоградувате. Што ќе им препорачате на младите кои допрва треба да се запишуваат во средно училиште? Бидете гласни, не ги чувајте идеите заробени во себе, затоа што барем еден професор ќе се најде во гимназијата кој ќе ги слуша вашите идеи и ќе помогне да се реализираат истите. Тоа во нашиот случај беше професорката Васка Петкова. Голем аплауз и поздрав за неа, затоа што неуморно работеше со нас. Исто каже и Васил. Огромна љубов кон таа жена, професорка, борец со еден збор. Немам Да го зборови извади за неа. максимумот од вас и да ви го потенцира талентот каде да се Дефинитивно. насочувате. Максимално. Одлично, јас ви посакувам да имате многу успеси, да бидете еден вид двигатели на младите, да ги насочувате дека ете како еве и овој надпревар, ете како битен за нив, за да се надоградуваат, впрочем и да им помагате во сето тоа и да имате убава и успешна еднина онаму каде што ќе се одредите да бидете успешни. Ви благодарам. Благодариме.